Драги ученици, овој час по историја го посветуваме на една светла дата на нашата револуција и народно-ослободителната борба, датата на ослободување на градот Скопје 13 ноември. На часот по историја е присутен првоборецот и учесник во тие настани на ослободување на градот, тогаш политички комесар на 12-та македонска бригада Борис Кралевски, кого јас имам чест да го поздравам. Часот е невообичаен, не е класичен час по историја, туку час посветен на овие настани, на кои вие ќе можете да се искажете за она што сте го читале, слушале во разговор со вашите родители, постари или директни учесници во борбата за ослободување на градот Скопје. Вашите знаења за овој настан ќе имате можност да ги надополните во разговор со присутниот првоборец Борис Кралевски. Пред да почнеме со разговор со другарот Боро Кралевски, што вие знаете за овие настани? Од литературата ни е познато дека ослободувањето на Скопје представува резултат од една општа акција за ослободување на територијата на Југославија и територијата на Македонија, која што започнува во втората половина на 1944 година. Оваа акција започнува по иницијатива на Националниот комитет за ослободување на Југославија, на Врховниот штаб за ослободување на територијата на Југославија и Главниот штаб за ослободувањето на Македонија. Конкретно борбите за ослободување на градот Скопје започнуваат на 11 ноември 1944 година и тоа во три правца – од југ, од исток и од север. Самите борби траат се до 14 ноември 1944 година. Во ослободувањето на градот учествува единиците на 42-та народно-ослободителна дивизија, кои што го обезбедија постоењето на поважните објекти и мостови во градот. Германците успеја да ги урнат саможелезничките мостови во Скопје и во Ѓорче Петров. Благодарение на единиците на споменатата дивизија, градот беше спасен од сигурна катастрофа, со тоа што овие единици го оневозможија уривањето на браната на хидроелектраната Матка. Кога зборуваме за успешното изведени напад, не може да не ги спомнеме делувањето на младинските групи внатре во градот. Тие многу допринесува за оперативните единици, исто имат допринос и самиот народ во градот, што е заслуга на активната работа на партијска организација и правилното определување на самото местно население кон Комунистичката партија на Македонија и на НОБ. За подготовките околу нападот на Скопје имав прилика да слушнам од генерал-мајорот Боро Чушкар, кој тогаш бил политички комесар на 16-тиот корпус. Исто така од него дознав дека тие биле соборци со другарот Боро Кралев во Шарпланинскиот одред и третата ударна бригада. Во тој период 16-тиот корпус бил елоциран во селото Горно Количани, тој е Титовелешко, и во корпусот се наоѓала и 42-та дивизија која што го извршила нападот на Скопје. Тогаш таа била составена од 3 бригади, и тоа третата ударна бригада Кумановска, потоа 8-та ударна бригада Скопска и 12-та ударна бригада, тоа сега е Скопската. Инаку, деталните подготовки за извршување на нападот на Скопје биле извршени во селото Лисиче и тогаш има договорено за правецот од кај ќе напаѓа 42-та дивизија.
Исто така од генерал мајорот Боро Чушкар имам дознаено дека веќе на 11, односно 12 сите бригади биле распоредени на прилазите на Скопје. Ги слушавме излагањата на нашите другари, па би ве молела и вас, другар Боро, да ни кажете нешто повеќе за подготовките што му претходеа на нападот. Ја свесно мало ќе опроширам појамот подготовките, на име со желба да се вратам во тие години, пошто бев во ваша возраст. Фактички подготовките беше и целата 4-годишна борба на нашиот народ по окупацијата на Југославија. Сакам да речем да таа борба за ослободување на Скопје на 11, на што зборуваше ученичката, не дојде нешто стихийно, само од себе, но после една долгогодишна крвава борба каде многи наши синови, у прв ред младинци, ги давава своите животи. Самата подготовка, непосредна подготовка на Скопје, исто така еден од учениците изнесе кои единици учествувале. Ја тогаш бев помошник комесар на 12-та македонска ударна скопска бригада, така и е правиот назив. Подвлечувам зборот Скопска, што зборува дека таа бригада била составljena од скопјани. Нашата 12-та скопска бригада 2 месеца имаше секидневни борби на падините на планина Китка и Водно со германци, со балисти. Секоја ноќ скоро вршеме диверзии на железничките пруги. У тоа време германската армија на нешто Лер, федмаршал Лер германец, од Грчка почна се повлечува преко на Македонија и мојата бригада и другите овие единици секојдневно имавме судири, посебно имавме крвави борби со балистите на Водно, на реката Матка, така да 2 месеца траева непрекидни борби и припремање услови за непосреден напад на Скопје. Исто така тешка борба, крвава борба која имаше 16-та македонска ударна бригада, која е формирана у село Кучевиште, Скопска Црна Гора, која стварно може и се одаде признање, обкружена од сите страни, од Скопје, од германски, од сите други страни, од балисти. 2 месеца успее да го сачува тој дел као слободна територија, давајќи на стотици жртви и непрекидно водејќи борби. Мојата бригада у подготовката изврши уште еден вака задатак, на име на Водно, каде е сега планинарскиот дом, веројатно сте оделе на излет, тачно на тука или на околината имаше германски утврден бункер кој го штитеше прилазот на Скопје. Уочи на нападот на Скопје од бригадата баравме доброволци, бомбаши, сами се јавива и ноќта на јури со бомби ги разбива германците, го завзема бункерот и се отвори патот за непосредниот напад на Скопје. Другар Боро, дали ќе сакате да ни кажете нешто по-конкретно за почетните борби при ослободувањето на градот и се разбира за учеството на граѓаните, а посебно на младинците и пионерите во тоа ослободување на нашиот град? Непосредни борби, улични борби, на влизање во Скопје го извршива 12-та македонска бригада, ударна, скопска, која навлезе по падините на Водно, 3-та македонска ударна кумановска бригада, која навлезе од правац Лисич, село Лисиче, стариот аеродром Кисела вода, и 16-та македонска ударна бригада, као што рекол, која водеше борби на падините на Скопска Црна Гора и вршеше притисак и борби при оступување на германците кон Качаничката клисура. За целото време на борбите наши двомесечни околу Скопје,
Во Скопје действува ударни групи, углавном претежно младинци, составени од 3 до 5 младинци, кои извршува најразличити задатоци, диверзии у градот, престрелување, палење на камиони и многу значаен за нас у единиците ни доставува секојдневно обавештани податоци. Така да ние у овој корпус, дивизија, бригада, тачно знаеме у која зграда се у Скопје германците, какви снаги се, какви наоружање имаат и второ врло значајно тие ударни групи. При ноќта при навлизање во Скопје, во падините на Водно и вамо управац на село Лисиче, не чекава овие ударните групи и користејќи ги ноќта и го знаејќи го Скопје тачно у која улица, каде има или нема германец, ние неприметно навлеговме у Скопје и уште у ноќта ги блокиравме германците и почна нивното еден по еден објекат да ги разбиваме. На крај со борби еден дел беа уништени, убиени, други се предаваа како заробленици и спроведувани во нашите заробленички логори. Ве молам, другар Боро, речете ни нешто повеќе за тоа како партизаните успеа да ги сочуваат мостовите на реката Вардар и другите поважни објекти во градот, бидејќи знаеме дека непријателот успеал во текот на борбите да уништи само 2 моста, едниот, железничкиот во Скопје и другиот во Ѓорче Петров. Уште пред нападот на Скопје, ние имавме тачни информации кои објекти у Скопје се минирани од страна на германците. И при давање задатак на нашите единици, определувавме посебни чети водови да навлезат во тие објекти. И тие одредени единици, користејќи уште у ноќта, ги напаѓаат германците, навлизаат у дотичните објекти, у самите објекти се водат борби, а сите тие објекти бева минирани. Еден пример каде успева делимично да дигнат у воздух беше железничката станица. Значи изненадување, навлизање во тие минирани објекти и посебно ударните групи имава задатак да ги пресечат доводите кои треба да се активират мините и експлозивот на мостовите. Посебно знам камениот мост, благодарение да што се пресече доводната жица, беше спасен. Дали во операциите за ослободувањето на градот Скопје учествувале и жени партизанки? Во мојата 12-та бригада, не знам, може да грешам, али едно 10 до 15% борци бева другарки, углавном ваши годишта, 16, 17 до 20 години. Сите со пушка у рука се борева и можам да стварно да рекнам да у борбите не постоеше никаква разлика измеѓу борецот, машкото и женското. Веројатно ви е усечавање, пред земјотресот постоеше троуголот школото Гоце Делчев, сладкарница Пчела и дом на внатрешни, кој у земјотресот настрада. Германците бева наспрам школото Гоце Делчев, имаше една јака германска група и прека тоа мало плоштаче претрчуева наши борци да влезат во школото Гоце Делчев и да отамо ги напаѓаат. И еден наш борец тачно на тоа плоштачето беше ранет. И ние док од штабот бев и ја тука, наредувавме да наши митралјези туцат у пенџерињата кај беа германци за да го извлечеме нашиот ранет борец. Партизанката Драга Стојанова, иначе ученичка пред да доју партизани у Трговачка академија у Скопје, стара 18 години, се стрчува кам ранетиот борец, го зима да го влече, да го излече од чистината. У тој момент пак заштрекува германскиот шарац и другарката Драга загинува на место, а борецот беше спасен. Јас сум читал од нашиот печат дека бугарската пропаганда тврди дека и нивни единици учествувале во ослободувањето на нашиот град. Сосем се неточни тие тврдења, како и многу други нивни фалсификати у однос на македонскиот народ кои сите ние ги слушаме.
Наиме, 13 ноември Скопје беше слободно. Истуривме обезбеđenja към Качаника и германците се повлекова и те касно наша извитница ни јавива да од Кумановско џаде, од кај Куманово, некоја војска се крече кам Скопје. Те касно добивме дека тоа се бугарски единици. Значи, неспорен историски факт е да ниеден бугарски куршум не бил пукнат во борбите за ослободување на Скопје. Другар Боро, ме интересира кој настан од борбите за Скопје ви оставил најголем впечаток? Многобројни се, али ако треба да го издвојам што највише ми останало утисак, тоа е храброста, херојството, борбеноста. И тоа не само на нас, партизаните со пушка у рука, него на цело Скопјане. На секој скопјанец, на секоја мајка, на секоја пионир. Цело Скопје беше со нас. Драги ученици, во ваше и во мое име, јас срдечно му се заблагодарувам на другарот Боро Кралевски. Мислам оти час